Нема лекови на рецепт во аптеките кон крајот на месецот. Со овој проблем граѓаните постојано се соочуваат. Квотата за продажба на лекови на рецепти се троши до средината на месецот, а народот плаќа повеќе за да добие лекарства. Дали има лекови на рецепт? Па бога ми нема. Што мислите, што е проблем? Па не знам. Треба ли државата да преземе мерки за да ги има лековите до крајот на месецот на рецепт? Е нормално дека треба. Проблем ли е кога ги нема? Па нормално треба да плаќаш поише. Не можеш да постигнеш така. Па нормално викам се, ако иде, ако е под фондот, со овакво, нормално, ја користам лекови што не се, не идат на рецепти, не е проблем, нели, али ако иде на рецепт, сега да го има 10 дена, па може у некоја апотека позафрлена и до 15 до 20 дена, не знам, немам пречка тука да ова. Од наредната година најава за нова распределба на квотите за лекови во аптеките. Лекови на рецепт ќе има цел месец во Македонија, објаснуваат од Фондот за здравство. Околу 500 аптеки ќе добијат рамномерно зголемување на квотите, а предвидени се по околу 20.000 денари за една аптека. Со распределбата ќе се скрати од големите аптеки за да добијат преостанатите. Ако имате 10 аптеки во една подршна единица како едно правно лице, така, и до 20 ден од месецот половина од аптеките имате искористено само 50%, а другите половина 100%, значи неискористениот дел може да се искористат во другите аптеки во рамките на тоа ПЗУ, во рамките на таа подршна единица, значи не остануваме ни еден дел од квотата потенцијално распределена ПЗУ да не остане неискористена. Сепак од Фондот за здравство не ги прифатиле забелешките на фармацевтите кога работеле на моделот. За лекови на рецепт од 1 јануари ќе се распределат и дополнителни 120 милиони денари.